أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарност му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во овие три аети што денеска иншалла ќе иземаме ни ја појаснува желбата или очекувањето на верниците и на асхабите на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем во тоа дека ќе поверуваат заблудените групи од евреите. Имале надеж дека евреите ќе ја прифатат вистината со која дојде на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Оние евреи чии предци ги видоа јасните знаци и ајети за кои зборувавме претходно. Но исто така Аллах Азза ва Џел ја разоткри нивната состојба, како тие ја искривуваат Аллаховата книга, исто така како лицемерно се вовлекуваат во редовите на муслиманите, заборавајки дека возвишениот Аллах Азза ва Џел го знае тоа што тие го кријат или јавно го покажуваат. А исто така ни го отскри и нивното неверство и порекнување на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Па вели возвишениот Аллах Азза ва Џел во 75-тиот курански ајет од ова возвишена сура, суратул Бакара: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Зарем вие се надевате дека евреите ќе ви поверуваат, дека ќе ви се покорат или ќе ве следат, иако некој од нив, една група од нив, Аллаховиот говор го слуша, па потоа откако го сватија, откако го разбра, свесно го искривија неговото значење. Свесно постапуваа спротивно на таа Аллахова книга, знаејќи дека се во грев, знаејќи дека грешат во оне што го прават. И овој курански ајет е сличен како ајетот во кој возвишениот Аллах Азза ва Џел вели: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. Но бидејќи тие заветот го прекршија, и што е познато и својствено за овие евреи, Аллах Азза ва Џел вели: ние ги проколнавме и срцата нивни тврди ги направивме. Тие се оние кои ги извртуваат зборовите од нивните вистински места. Што значи тие се оние кои ги искривуваат и погрешно ги тумачат Аллаховите книги и Аллаховите зборови. Така тие го искривиле Тевратот, а ги искривиле и другите Аллахови книги. Како што е пренесено од Ибн Аббас ради Аллаху анху дека рекол: вие ги прашувате луѓето на Ехлил Китаб, на евреите посебно, за нивните книги, а кај вас е Аллаховата книга. Со други зборови, кај нивните книги има искривување и мешање на вистината и невистината, додека кај вас е чистата и изворна вистина без измена. Значи, Куранот е вистина и е главниот извор, Аллахова книга, која не е изменета. Затоа, неговиот говор значи немаат потреба да се подпирате на нив или да ги прашувате за верата, кога изворот на вистината е веќе кај вас. Затоа, ако муслиманите од овие говори, од овој курански ајет, ако бараат упатство надвор од Куранот и надвор од суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, сигурно дека ќе паднат во далалет и во заблуда, како што се случило со претходните народи.
Исто така во овој ајет има предупредување за овој уммет да не го следи потот на овие евреи, па да не ги снајде истото што ги снајде нив. А кои се овие нивни потишта, или од тие нивни потишта? Тоа се искривување на Аллаховиот говор и искривување на говорот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем и нивно толкување или тефсирање спротивно на нивното вистинско значење. И ове е пот по кој торнале многу од новотариите и бидатчиите во денешно време и одвезден. Бидатчииве, ако иземе текстојве од Кур'ан и Суннет, тие сигурно погрешно ги тумачат и погрешно ги тефсират. Како што е менување на Аллаховите својства или пак и негирање на неговите возвишени својства. И затоа обврска на секој муслиман е длабоко да размислува за Аллаховата книга, да постапува според неа и според суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. И што е најбитно, треба да се чуват од погрешен тефсир, од погрешно тумачење и искривување на овие две објави на Кур'ан и Суннет. Туку да учит, да го земвит правото тумачење на Кур'ан и Суннет. Што значи Кур'анов да се земви од тефсир на Кур'ан со Кур'ан или од тефсир на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем, овие се двата основи. А после да се земат Кур'анот и Суннетот како што го сватиле асхабите на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, а потоа како што го сватиле табиините и оние праведни имами кои ги следеле нив во хајр и во добро. И заради теа, свите бидачи или свите секти и групи кои се надвор од Ехли Сунна вал Џемаа, најпоче се настранати затоа што тие го тефсират Кур'анот или хадисите према своји страсти и према своји желби. Како што најново што видов меѓу далалите на овие проклети шии, последно што видов, иако можда е старо видео, еден нивни муаммим или шейх, понивно, за Аллаховите ајати каде што Аллах Азза ва Џелле велит дека секоја жива работа, секое живо суштество го створивме од вода. Вода, течност позната. Не е дека само од вода создадено, туку во теа создавање имат и вода. Но овие проклети шии, од нивно батил тумачење, велет дека Аллах Џелешануху створил свекоја жива работа од водата на Алија радијаллаху ан. Што значи од спермата на Алија радијаллаху ан. Зошто вода се користити за таа работа. Па тие веле дека свекоја жива работа е создадена од водата или од спермата на Алија радијаллаху таала ан. Ове од нивно батил тумачење на курански ајати према нивни страсти. Замислите дури неговите следбеници и тие го слушаат и самите му се смее на неговиот говор. Што значи ако човек се торнит од Кур'ан и Суннет, сигурно ќе дојде со вакви чуда и со вакви батил верувања и празен говор кој нема никаква основа. Аллах Азза ва Џелле во овој курански ајет вели за нив, некој од нив Аллаховиот говор го слуша, па потоа откако го сватија свесно го искривија неговото значење. Велит Катада рахимахуллах, тоа се евреите кои го слушале Аллаховиот говор, па го искривиле откако го сватиле и добро го запомниле. Велит Муџахид рахимахуллах, оние што го искривуваат и оние што го прикриваат, тоа се нивните посебно учени луѓе. Значи, посебно учените од евреите се оние кои го кријат Аллаховиот говор или кои го кривет неговото значење. Ебул Алија рахимахуллах рекол, тие свесно го земале оне што Аллах го објавил во нивната книга за описот на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, пошто претходно спомнавме дека во нивните книги
точно е опишан Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, па тие го криеле, го искривувале и го преместувале од неговото право значење. Велите Ибн Зейд рахимехуллах, тоа е Тевратот што Аллах азза ва джелле им го објавил, а тие го искривуваат. Во него го прават дозволеното забрането, а забранетото дозволено. И вистината ја претвораат во лага, а лагата во вистина. И секој еден кој има овие својства, во основа му личи на кого? Му личи на овие евреи. И затоа Аллах азза ва джелле со овој курански ајет и опоменви на неговите робови да не бидат и да не иземат својствата на овие проклети евреи. Потоа возвишениот Аллах азза ва джел во 76-тиот курански ајет вели: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Кога друга група на евреи ќе ги сретнат оние кои веруваат, кога ќе ги сретнат верниците, тие им велат веруваме. Ова е нормално кога се во права шеријатска и муслиманска држава. Кога ќе сретнет верниците, му велат веруваме. А штом ќе останат сами едни со други велат, зарем ќе им го кажувате тоа што Аллах ви го објасни во Тевратот, па тоа да им биде доказ против вас кај Господарот ваш, зарем нема да се опаметите? Се пренесе од Ибн Аббас радијаллаху анху за овој курански ајет за Аллаховите зборови, дека кога овие евреи ќе ги сретнат оние кои веруваат, им велат веруваме. Што значи веруваме во вашиот другар Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, дека е навистина пратеник, ама дека е испратен само за вас арапите. Ова е прво што го велеле. Значи верувале дека е пратеник, но му велеле дека е само за вас испратен. Зошто претходно тие знаеле дека ќе дојде пратеник кој ќе направи хиџра од Мека во Медина, и исто така му велеле на арапите дека ќе се борат со него заедно против нив, против арапите. Но сега откако излезе, а не е од ними, од евреите, и затоа нив што му преостана? Му преостана само да го негирват. Прво што направиле, му потврдиле дека е Аллахов пратеник, но му рекле дека е тој испратен само за ними, тоа е само за арапите. А штом ќе останат сами евреите едни со други, велет немојте да му го кажувате тоа на арапите. Ова е втора фаза нивна. Значи прво му признале дека е пратеник, но второ, после ова, рекле сами себе си немојте да му признавате дека е пратеник. Зошто? Затоа што претходно му зборвевте дека ќе дојде ваков пратеник и дека ќе се борат со ними. Па вели сега немојте да му кажвите на овие арапи дека овие е Аллахов пратеник, што значи скрите ова вистина. Па зато Абдурахман ибн Зейд ибн Еслем рекол, како што пренесува Ибн Вахб, дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: нека не влегува во пределот на Медина никој освен верник. Никој освен верник. Тогаш овие мунафици од евреите и неверниците му рекле: ојте, влезите и кажите дека поверувавте. Поверувавме, а кога ќе се вратите кај нас, негирајте го тоа во што поверувавте. Потоа тие доаѓале во Медина сабајле наутро, а потоа се враќале после икиндија како неверници. Аллах азза ва джел, или го проучил потоа куранскиот ајет од возвишениот Аллах азза ва джел, некои следбеници од книгата велат: верувајте во тоа што им е објавено на верниците на почетокот од денот. И овие теа, кога ќе влезеле сабајле, кажите му дека вервиме. А при крајот на денот негирајте го тоа. И овие се тие својства на проклетиве евреи. Дека е криет вистинава, е криет и измеѓу себе ова вистина, но се претвараат како да верват само за да влезат во редовите на муслиманиве и да сумет хаберот од Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Велит, потврдувајќи го ова, велит и Хасан ал-Басри рахимахуллах,
дека овие евреи, кога ќе ги сретнеле на верниците во Медина, велеле, поверувавме. А кога ќе останеле насамо едни со други, велеле, не им кажувајте на следбениците на Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем за она што Аллах ви го открил во вашата книга. А што му открил? За својствата на Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Па му рекол, немојте да му кажувате за ове што Аллах вас ви го кажал. Зошто? За да не се расправаат тие со вас на судниот ден. И ове е од нивната веќе изопачена и крива природа што имаат. Зошто? Затоа што мислят дека Аллах азза ва джелле нема да ја стави на одговорност ако нешто не прогорет. Мислеле дека ако го скриет ове, на судниот ден нема да го изнеси ова нивна лага. И ово нивното батил верување. А иште почудно е што велеле на самиот од овој курански ајет, зарем нема да се опаметите, и ово што го велеле измеѓу себе евреите. Па каков ли е самовија памет, кој мисле дека ако скрие нешто, ако не го истајат на виделина, дека Аллах нема да ја опитат за теја на судниот ден. Но потоа Аллах азза ва джелле вели во 77-миот ајет: "Евала ја'ламуна анна Аллаха ја'ламу ма юсирруна ва ма ю'линун." А зарем тие не знаат дека Аллах азза ва джел го знае и тоа што го кријат и тоа што го покажуваат? Затоа вели Ебул Алија рахимахуллах, тоа значи дека она што го кријат од нивното неверство во Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем и нивното порекнување на него, иако го наоѓаат запишано кај себе во нивните книги. Но Аллах азза ва джелле сето тоа го знае и сето тоа ни го изнесе уште на ова дуња пред нивното судење на кијаметскиот ден. Во овие три курански ајати, браќа, има многу поуки. Од тие поуки е прво дека оној што не верува во оне што е многу јасно и очигледно, уште помалку ќе верува во оне што е скриено или пак потешко за разбирање. Од поуките на овие курански ајати е теа дека возвишениот Аллах азза ва джелле го теши на својот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, отстранувајќи ја он неговата тага и жалост, така што му објаснил состојбата на овој народ и на овие луѓе, дека тие се тврдоглав народ на кој нема надеж на иман. Таков овие народ нема надеж дека ќе прифатат ислам и нема надеж дека ќе поверват во Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Од поуките исто така од овој курански ајет е тоа дека се потврдува говорот или зборувањето на возвишениот Аллах азза ва джел и дека Аллах субханаху ва таала зборува со говор кој се слушат, како што Аллах азза ва джел вели, го слушаат Аллаховиот говор. Аллаховиот говор е вистинска особина на Аллах субханаху ва таала, кој опфаќа зборови, глас и значење, и тој возвишениот Аллах азза ва джел зборува како што му прилега него, кога сака, колку сака и со кого сака субханаху ва таала. Исто така од поуките на овие курански ајати е и откривањето на одвратноста на искривувањето кај овие проклети евреи, затоа што тие го искривиле Аллаховиот говор откако го разбрале, откако го сватиле. А искривувањето, да го искривиш оне што го разбра, оне што го научи и да го порекниш, е иште потешко од оне што ќе го одбиеш, а не си го сватил и не си го разбрал. Затоа греот на ове иште поголем и потежок. Исто така од поуките е теа што се појаснува исто така искривувањето на Аллаховиот говор, посебно на Куранот. Од било кој, а посебно од овие евреи. Знаеме дека Аллах азза ва джелле го чуват Аллаховиот говор и никој немој да го изменит што се однесува буквално до говорот на овој Куран. Но неговото значење, знаеме дека имат луѓе, имат групи, оние неверници, мушрици и други, кои го менве значењето
на овие курански ајати. Но Allah Azza wa Jalla и покрај теа во секое време истават и дават улема, дават исламски учењаци и нивни следбеници кои откријаат овие лаги и овие батил верувања и тумачења, и затоа Allah Azza wa Jalla, иако има некој кој го искривува неговиот говор, секогаш дава оние кои го исправуваат и оние кои ги поништуваат говорот на оние кои го искривуваат на Аллаховиот говор, па го молиме на Allah Azza wa Jalla да не направи од оние кои го чуваат неговиот говор, од оние кои го тумачат исправно како што е тој задоволен субханаху ва таала, и да не направи од оние кои го откриваат оне што е батил и оне што е лажно во врска со Аллаховиот говор и во врска со суннетот на неговиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. И го молам Аллах субханаху ва таала да не седини заедно во џеннетул фирдаус со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.